Кога немаме идеја што да правиме, многу би било чудно некој да ви каже замесете нешто. Обично луѓето се ужаснати од идејата дека за брзо да скотват некој рецепт треба да замесат нешто. Јас многу сакам да месам, тоа го наследив од баба Милоска од Кочани, она е феноменална во месење и сите финти што ги знам од месењето ги знам од нејзе. Знам да сукам кори, знам да тегнам кори, знам да правам лиснати теста, знам да правам празнични погачи и еден куп рецепти кои ќе ви ги покажам низ емисиите и сите се нејзини рецепти. Но за денес избрав нешто што е соодветно за модерното време на живење. Кога немам многу време да направам лисната тесто, јас го купувам. Во нашите маркети имате, за среќа, нашиот пакет МК ни достави лиснато тесто, можете да порачате од нив, кое е готово. Оваа коцка лиснато тесто во себе ги содржи слоевите и е замрзната. Воопшто немој да се тревожите доколку дојде како коцка и таа не може, сакате да направите нешто брзо. И треба само 10 минути да се отпушти и да биде спремна за работа. Денес ќе ви понудам 3 едноставни рецепти. Она што во овој рецепт е специфично е начинот на кој ги подготвувам. Внатре мастрафот кој ќе го ставите може да биде по ваш избор. Јас денес решив да ви понудам 3 различни, ќе ги наречам полжавчиња од лиснато тесто, од готова лиснато тесто, ќе ги наполнам со различни состојки за да направам вкусови кои ќе ми одат за нашата позната француска салата. Француската салата сите ја правиме нели за нашите слави, но јас малку ја изменив и се надевам дека мојот рецепт ќе ви се допадне. Стигна пакетот, пакет МК. Ставиме на страна и продолжуваме со нашите рецепти. Лиснатото тесто кое е замрзнато се подготвува многу едноставно. Доколку сакате да подготвите мали погачици кои само ќе ги испечете, само насечете го на коцки и тие ќе нарастат. Јас ќе подготвам малку по различен начин. Ќе го исукам тестото да биде многу тенко. Го правам тоа бидејќи внатре има слоеви, тие слоеви се најчесто одделени со некаква маснотија. Ќе го замотам во ролна и ќе го исечам на полжавчиња. Кога ќе ги притиснете полжавчињата, џебовите кои се направени од маснотијата внатре, едноставно ќе се деформираат различно, задржувајќи ја формата на полжавчето, а ќе ги нема оние слоеви на лиснатото. Не знам дали бев јасна, ама ќе ви покажам. Значи, за да направите првиот рецепт, најпрви, бидејќи за овој рецепт ќе користам сушени домати, ќе ги покиснам малку во ладно цедено масло на витаминка, маслиново масло. Ставете неколку лажици маслиново масло, само неколку лажици, и имам тука сушен домат. Овој е купен од продавница, меѓутоа вие можете да си направите свој. Сушените домати се многу практични да ги имате во вашата зимница шпајс, бидејќи може да ви послужат како прекрасна состојка во многу видови на јадења. Можете да ги дехидрирате во рерна, само ставете ги насечете ги од оној убавиот домат. Кој го има во лето, кој има убав вкус, не оној кој е зимскиот и есенскиот, ставете го на температура од 50 степени и оставете го неколку часа. Малку само посолете за да ја извади водата и дехидрирајте го, на крај соберете го во хартија за печење и тој стои многу долго. Или како мене, порачете го од пакет МК. Ќе го ставиме во масло, малку да ни се отпушти, 15 на минути. Има и домати кои се веќе се накиснати во масло и тие може да ги користите. Ставете, бидејќи ќе ги сечеме, сакаме малку да ни се отпушта, да не биде толку дехидрирани. Додека се добиваат течност, нели доматите, ќе го подготвам тестото. Ќе подигнам, ќе набрашнам целата површина. И само ќе го исукам тестото многу тенко. Ставете повеќе брашно за да не ви се залепи, бидејќи кога тестото се одмрзнува, има тенденција да биде повлажно, а вишокот на брашно нема апсолутно никако да го наруши рецептот. И почнете со сукање.
Значи многу тенка, не знам дали може да се види, меѓутоа моето тесто е речиси милиметар тенко. Го правам тоа толку тенко, бидејќи доколку го оставите подебело тестото, тоа многу ќе нарасне, а доколку го притиснете повеќе, ќе нарасне само многу помалку во тие меури од маснотија кои го има внатре и ќе ја задржи формата на полжавче. Еве. Мислам дека сум добра. И ќе го префрлам на чиста карпа. Го префрлам на чиста карпа, бидејќи сакам лесно да ми се замота во ролат. И така го искинав, ама ви кажав, не се грижете. После тоа ќе го исечеме по таа должина. Тука било баш споено и секогаш веројатно и вас ќе ви се случува истото. Ете така. И тука имам песто. Првиот рецепт ќе биде со песто, сушени домати и малку свеж босилек. Само намачкајте го. Денешните рецепти ви се погодни и за не знам, кога ќе ви се најават брзо гости, кога сакате да направите некој брз доручек. Едноставно, само исукајте, ставете се што имате во фрижидерот и направете пължавчиња. Може да ги направите и благи ако ставите мармелад, затоа што тестото е неутрално, значи не е солено ниту благо и трпи буквално секаков тип на мастрах, што би кажала баба ми. Ете така. И ќе го исецкам доматот. Ете, веќе доматот бидејќи е намокрен сега со масло, ќе се опушти дополнително топлината во редна. Јас го правам како пахулици, бидејќи сакам само да ми се појави како вкус. Кога ќе загризате да биде изненадување. И почнете со правење на ролатот. Јас ќе го замотам на почеток само. Буквално како што правите ролат по дома и полека направете ролат. Не е тука завршен процесот. Ќе го само да взимам лех. Ќе го исечам на мали крукчиња. Овој наш го барав. Првото не ми треба, бидејќи секогаш е деформирано. Еве како изгледа. Го ставате на хартија за печење и само го притискате до скора. Еве така. Продолжете со останатите. Помогнете си и притиснете ги.
одат во рерна, ќе ги печеме 10 до 12 минути, односно ќе видите дека се готови кога ќе порумена, крајчињата ќе подгорат убаво, зависи од секоја рерна, нели? Така и баба ми кажуваше дека секоја рерна е различна, не знам зошто, кога сите рерни имаат, нели, 170, 200, 220, меѓутоа мојата на горење има специјална програма за печење, јас ќе ја искористам, значи 180 степени без вентилатор, 10 до 12 минути. Второто полнење кое денеска решив да ви го покажам е уште поедноставно. Значи денеска одлучив да ви покажам дека со едно обично тесто лиснато кое може да го купите во продавниците, ако додадете внатре малку мастрав кој е поинтересен, може да добиете различни месени работи и да изгледате како вистински професионалец во кујната. Второто тесто ќе го подготвам исто така. Еден намаз и малку мастрав. Во првото тоа ми беше сувиот домат, во овој ќе биде сланина. Набрашнете ја повторно површината. Малце повеќе, затоа што е голема тестото, за да не ви се залепи никаде. Повторно набрашнете. И само уште еднаш. И почете со сукање. И повторно истата техника, чиста крпа, го префрлате тестото, за да може лесно да го свиткате. Јас денеска имам малку крем сирење. Секогаш користете свежомелен бибер. Свежомелениот бибер ја испушта аромата во моментот. Многу е поароматичен и им дава на јадењата еден биберас, еден така провокативен вкус. Секако доколку немате искористете оној кој е претходно измелен, користете малце поголема количина. Јас имам на витаминка, направиле една прекрасна мелница, совршена за модерното време. И ставете едно чешне лук. Ќе го измечам. Некако убаво ми оди со сланината и со крем сирењата. Не ставам сол, бидејќи крем сирењето е доволно солено. Ќе промешам. И ќе го намачкам тестото. Ете така. И ќе ставам малку сланина на коцки. Гледате, сви користам помалку, бидејќи сакате само да ве изненади при секое залче, а не да доминира. Не ја пржам претходно сланината, бидејќи во рерна многу е тенко исечена, таа ќе се, како што печете сланина во рерна, ќе ја испушти целата маснотија и ќе се запече, така да нема да ја послужете како додаток после тоа со овие полжавчиња ако сакате дополнително, со некај намаз, со печена пиперка можеби, ајварче. И ставете. Повторно, само замотајте на краевите, за да може да се започне ролањето. И тоа е тоа. Само да ги проверам, некој ги печеме.
Имат уште малку. 2 до 3 минути. Повторно ви треба плех. И истата процедура. Сечеме полжавчиња, ги ставаме и ги притискаме. Крем сирењата ќе се запече, кога ќе ги ставите во рирна, сланината ќе се запече. Меѓутоа, бидејќи пестото кое го користевме претходно во себе содржи маслиново масло, не ги попрскав со масло, овие ќе добијат малку брилијант од сончогледово масло. Само малку на секај. Исто како претходните, одат во рирна на 180 степени 10 до 12 минути. И последниот рецепт кој денеска ќе ви го покажам е повторно, нели, готово замрзнато тесто, меѓутоа ќе го направиме на малце поинаков начин. Не дека не можете да го направите на истиот начин, ама чисто сакав да ви покажам дека можете да си играте во кујната и истите работи да ги презентирате на поинаков начин и да не ви делуваат досадно. Повторно набрашнувате убаво. И расукајте тенка кора. Ете така. Јас денеска имам една кружна чинија за сервирање. Ќе искористам да направам круг, вие искористете послужавник, не знам, тенџере, тепсија, зависност од вашата преференца, нели? Јас имам баш една совршен круг. Ова ќе го задржам за нешто друго, може би грисини може да направите понатака. И ќе го направам на оној стандарден начин на кој правиме кифлици. Нашите нови пријатели од Даути ни донесаа прекрасен мегле путер, многу ароматичен, многу богат. Јас го извадив малку од фрижидер за да ми се растопи и ќе го намачкам целата површина, бидејќи овие нема да имаат премас, никаков крем. Така. Сакам да ми бидат да имаат баш вкус на путер кифличките, бидејќи сакам да го имаат оној френч вкус на француски крофни. Ама ќе им дадеме малку и македонски или кисели краставички. И ќе сецкаме малку кисели краставички. Ги имаме сега во зимница, ќе ги сечкам на коцки. Не знам дали го слушате, син ми како вика од другата соба.
Значи не се случува ништо специјално, само игри. Не знам за вас, меѓутоа новото време и новите генерации имаат некој чудно однесување додека играат игри. Мене многу ме тревожи. Еве апел да ни пишете дали и вас ве тревожи додека готвите, дали ви го нарушува вашиот мир, вашата медитација додека готвите и секако да ни пратите некакви сугестии како да се справиме со тинејџерите и нивните, не знам, гейминг методи. Син ми вика, мама, you're so 2000 and late. Не знам како 2000-та стана late. Само помалку ви треба изненадување. И на оној стар познат начин на правење кифлички, само замотајте ги. Не се грижите што се малечки, ги правам баш да бидат како залче, заради тоа што на крајот нели ви видев ке ви направам една француска салата и сакам баш да имате едно залче и finger food ја нарекуваат уште. Може би да ви дадам идеја кога ќе имате гости, иако во новото нормално не се многу препорачливи гости. Се надеваме дека брзо ќе излеземе во на старото нормално, каде без ковид ситуации ќе можеме да уживаме со нашите пријатели, а сега да ги почитуваме препораките и да помогнеме заразата да се спречи. И последното. Имам плех со хартија за печење. И ќе ги наредам да се печат. Нема да ставам овој пат никакво масло. Ќе го користиме само мегла путерот. Бидејќи тој ќе се растопи, ќе ги прелие малите кифлички. А тие дополнително ќе пораснат бидејќи се нели лиснато тесто користиме. Ќе ставам само малку вода, за да можам да го залепам сусамот. Можете јајце да ставите ако сакате. Мене ми изгледаат многу поубаво кога се бели. Доколку ставите јајца, тие ќе пожолтат. И тоа, експериментирајте. Не беше добра идеја со мокри раце да го чепнам сусамот. Готвиме дома. И бидејќи сакам да има една мала нота на нешто што ќе биде подгоренко, нешто што ќе биде дополнителен вкус, имам малку сирење, само ќе изрендам од озгора по некое парченце што ќе успее да се залепи. А вака да пробам? Мислам дека вака подобро би било. Да. На страна. И после по неколку парченца за да се запечат и да бидат екстра вкус во малите кифлички. Вие може да го ставите внатре. Ќе бидат онака баш класични лиснати кифлички со сирење. И повторно да дворирна 10 до 12 минути на температура од 180 степени без вентилатор.
Сите 3 рецепти со лиснато тесто се веќе готови, не чекаат да ги послужиме, но јас за да можам да го направам тоа да биде уште по моја кованица, ќе ви направам еден вид на француска салата. Знаете, она класична француска салата која ја употребуваат нашите мајки за многу слави, која се прави од 3 состојки, значи се прави од пилешка салама, се прави од кисели краставички и павлака. Јас малку ќе ја сменам, бидејќи сакам да ми одговара со сите 3 месени, нели, полжавчиња кои ги направивме. Просто, како и секоја француска салата, потребна ни е пилешка шунка. Ќе ја нарендам. Грубо. Ја сакате како вкус. Ете, мислам дека е доволно. Ја ставам во длабока чинија, во која директно ќе сервирам. Ќе посалам. Ќе ставам црн бибер. Она што сакам да го сменам внатре, бидејќи ми фали малку кисело во целиот тој склоп на состојки, ќе ставам сок од половина лимон и ќе ставам и кората. И ќе нареднам малку кора од лимон. Може би е добра идеја да го правите прво корато од лимонот, па потоа да го цедите, ама јас грешив. Ке се снајдеме. Секогаш ќе користите додека дојде белиот дел, бидејќи белиот е горчлив, не го сакате како вкус во вашата храна. Ке додадам едно чешне лук, рендано повторно, само како вкус. И ќе почнам да ги додавам сите оние работи кои ќе ни го направат сосот. Класичната француска салата содржи внатре само павлака. Јас денес ќе ставам една лажица сенф, затоа што така ми се допаѓа. Пробајте и вие, пишете ни, кажете дали ви се допаѓа. И ќе ставам 2 лажици витанес. Тие ми се потребни да ми го збогатат вкусот. И на крајот, прекрасната мегле павлака. Оваа е со 20% масленост. Има, мислам дека и помалку, доколку сакате да биде подиетално, употребувајте витанес кој е направен на вегетаријанска основа, која е со помала масленост, користете павлака која е со помала масленост. Јас ќе искористам денеска апсолутно сите калории кои ги имам и ќе ми се достапни во мојата кујна. И убаво измешајте. И бидејќи сакам да имам секогаш бои, ќе ставам малку Макдонос, ситно исечкан. Може да искористите власец внатре, многу убаво доаѓа, многу убаво се комбинира со овој рецепт, бидејќи ставме малку лук, а власецот во својата позадина, нели, на оној вкус има таков вкус на лук во суштина. Јас ќе ставам само малку. И секако на крај, малку ладно цедена маслинова маслена витаминка. Моите кифли се готови. Полжавчиња. Сакам да видите колку прекрасно изгледаат. Еве ги вторите. И третите. Третите малку ми се отвориле, што
што не носи дојден прекрасен момент да ви кажам дека треба да внимавате кога ќе ги завртете делот кој доаѓа од згора да дојде од кифлата за да не се отвори, меѓутоа вкусни се исто како да се затворени целосно. Длабока чинија, ставете го сосем на средина и почнете да додавате од полжавчињата. За мене ова е еден напор да направите нешто различно во вашата кујна, користејќи се она што ви е достапно по маркетите. Јас се надевам дека ви се допадна мојот избор и намастрав со кој го наполнив лиснатото тесто. Доколку ви имате други предлози, пишете ни, а ние веќе се гледаме во следната емисија на Готвиме со Маја.